Колега Стевананджија, како што рековте, буквално реално шоу. Така функционира оваа влада, но за жал на штета на Македонија и на македонскиот народ. Колега, на власта не е важно мислењето на народот, затоа што нив не ги донесе народот на власт. Тие единствено имаат обврска спрема тие што ги донеле на власт, а фактурите кои им стигнаа од нив за наплата се огромни. Во тие фактури не име гајле за народот, не име гајле што мислат прилепчани или пак моите сограѓани од Неготино. На власта воопшто не име гајле за тоа дека лозовите насади во општина Неготино се 100% измрзнати. Не име гајле дека во Неготино има 485 регистриран земјоделец и кои заедно со нивните фамилии или вкупно околу 2000 жители на општина Неготино се донесени на работ на екзистенцијата. Покрај тоа што нема да земат ништо ова година, затоа што нема приходи, немаат со што да си ја прехранат фамилијата, тие колега ќе бидат должни испрема државата за пензиско и здравствено осигурување. И владата не превзема ништо, молчи, а министерот Љупчо Николовски излезе со еден непристоен предлог, а тоа е 10% плюс субвенции. Никој повеќе не го спомнува обештетувањето кои граѓаните го очекуваа. А за сметка на тоа, власта продолжува да се задолжува. Вчерашното најново задолжување е близу 44 милиони евра, што значи вкупно 145 милиони евра за 76 дена. Тие кои до вчера критикуваа за презадолженост, денес ја задолжуваат Македонија со рекордна брзина. И да, колега, молчат колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Но ако не сега, еднаш ќе мора да одговорат пред народот, пред граѓаните на Република Македонија. Ќе мора да одговорат за законот за јазици, за предавничкиот договор со Република Бугарија, или пак за националната стратегија за интеграција на мигранти и бегалци. Ќе мора да одговорат за ова рекордно задолжување, а денот кога ќе треба да одговараат, да излезат пред граѓаните на Република Македонија ќе дојде многу брзо. Граѓаните гледат и судат. На 15 октомври ќе им пресудат. Ви благодарам.